Почитуван председател на македонската влада, Ковачевски, почитувани амбасадори, кои што сте во огромен број денеска тука, представници на дипломатскиот кор, почитувани домаќини, тиквешки семени и винари, почитувани представници на вина од Македонија, на Slow Food, на Алијанса Премиум, почитувани пратеници, градоначалнички, почитувани министри, лозари, почитувани представници на медиумите. Денеска го славиме празникот на големиот Свети Трифун, заштитникот на лозарите, и затоа сме овде во, како што велат, македонската Тоскана, за да ги видиме овие убавини и за да наздравиме за плодна година. Имавме и имаме успешна винска приказна, позади која што стои многу работа, многу труд, но и голема поддршка и визија од државата. Таа визија во 2019 година не водеше кон тоа да го промениме законот за вино, за да денеска Свети Трифун го прославуваме и да кажеме дека 2022 година беше година на малите семени винари, заради тоа што имаме нови 100 мали семени винари кои што се регистрираа по новите правила, со новите закони и со оваа визија која што ја имаме. Минатата година пак 59 винари добија грант од 10.000 евра за ново производство, за опрема, за пакување, флаширање и продажба на убавото македонско вино. Почитувани, нашата винска приказна продолжува да испишува успеси и во наредните години. 2023 година ќе биде година исто така на нова програма во која што повторно ќе дадеме поддршка на малите стартап винари, но 2023 година ќе имаме поддршка и за отварање на нови мали дестилерии, но и остварување на нашата цел во следните 4 години да имаме нови 2000 мали производители на храна во Северна Македонија. Токму затоа владата ја усвои програмата за поддршка на малите производители, каде што по 10.000 евра грант е обезбеден на сите оние мали производители, на сите традиционални и убави македонски производи. Денеска е значено да кажеме дека во нашата визија се вклопува и новиот закон за виното, кој што токму денеска на Свети Трифун влегува во владина постапка. Закон кој што е целосно усогласен со директивите на Европската Унија, кој што ги штити и лозарите и винариите, кој што го трасира патот и визијата како македонското вино да стане препознаено и препознатливо насекаде низ Европа и низ светот. Почитувани, благодарам што денеска сте тука со нас. Денеска е ден кога празнуваме, кога се подсетуваме, закројуваме, но и посакуваме плодна и успешна година. И на крај за Свети Трифун, кога се одбележува Свети Трифун, тој треба да донесе и богат род и, како што вели нашата традиција, кога се закројуваат лозјата, се испраќа следниот благослов: Господе, ти даваме едно шише вино за 1000 да ни подариш. Посакувам се најдобро, нека е честит големиот празник, нека е за многу години и да се гледаме само за убаво. Благодарам.